Зошто денеска на Василица се крши лепче со паричка? Објаснување дава житието за Свети Василий. Еден ден кога царот Јулијан Отпадник дошол во Кесарија Кападокиска, го укорил Василий за неговата вера, бидејќи тој отпаднал од верата, му рекол на Свети Василий дека ете, кога ќе се врати од војниот поход, се што имаат богатство да му дадат, за да не го запали градот. Свети Василий ги замолил граѓаните, па тие собрале кој колку имал злато, да го смилостиват царот, но по патот царот починал и сега Свети Василий, велики не знаејќи од кого е тоа донираното, наредил на градските пекари да направат лепчиња и во сите нив ставил по едно парче од златото. Го поделили на луѓето и кога ете со Божја промисла секој во своето лепче го пронашол токму она што го дал. Многу други чуда има Свети Василий направено во својот живот и затоа еден од најголемите столбови на православната црква. Денеска православните христијани го слават и образание Господово или Стара Нова година. Образанието Господово е денот кога според еврејскиот обичај на 8-миот ден по раѓањето децата биле донесувани во храмот да се обрезат. Овој чин на обрезување е востановен уште во Стариот Завет од Авраама па наваму, бидејќи Господ заповедал да евреите да се обрезуваат по тоа да бидат препознатливи. Но Христос ете бидејќи примајќи човеково тело и не сакајќи да го наруши законот кој што тој самиот го дадел, им го дал на евреите и тој дошол во Старозаветниот храм да биде обрезан и да му го дадат името Исус. За разлика од божитната, василичарската трпеза е мрсна со секакви јадења, карактеристични за овој период од годината.